Наместо да се направи дипломатска офанзива кон туроператорите кои што традиционално носат туристи во Македонија, институциите потполно затаија и не изнајдоа начин да ја подобрат видливоста на дестинацијата. Поради тоа Охрид ја доживеа една од послабите туристички сезони во последната деценија, ценат туризмолозите. Македонија, велат, беше изоставена дури од балканските кружни тури. Ова сезона навистина беше една од најлошите во последните 3 години. Значи, дури за пандемијата, за време на пандемијата, еден добар дел од колегите има ангажмани, додека пак оваа година туризмот во Охрид се базираше општо на младата популација, претежно домашни посетители, кои што не можат ни да се наречат вистински туристички потрошувачи. Ова лето практично беше бледа копија на изминатите две, кога коронавирусот го сотре туризмот. Сега пандемијата спласна, но спласна и очекувањата на туристичките работници, бидејќи на ривиерата отсуствуваа странски туристи кои до 2019 година ги полнеа хотелските капацитети од месец мај до октомври. Скромно, не нешто екстра гости кои што премногу може да платат, али добро е нешто. Оставаат нешто, се снаоѓам. Во секој случај беа повисоки очекувањата, не можеме да споредиме затоа што мало и економска криза е. И додека, например, соседна Албанија од туризам само во првите 6 месеци од годинава остварила приходи во висина од 1,13 милијарди евра, Македонија остварува катастрофално ниски приходи. Оваа стопанска гранка, за разлика од останатите земји во регионов, кај нас не е значаен фактор за прогресивен економски раст, истакнуваат туризмолозите. Затоа што се уште имаме бирократизирани процеси, затоа што третманот на туризмот во Македонија е навистина на ниско ниво. И затоа што суштински не се разгледуваат барањата на коморите и на ЕСНАФот и истите не се решаваат. Имаме ситуации каде што се вадат од контекст податоци кои што се надвор од реалноста и далеко од реалноста, истите се прикажуваат како успех. Исто така имаме и симулирање на активности кои што не значат ништо за туризмот. Државниот завод за статистика објави дека по број на ноќевања во јули 74,3% биле од домашни туристи, а 25,7% од странски. Но дека не е се така црно, ни покажаа стотици кампери од земјава и странство кои крајот на летната сезона во Љубаништа го одбележаа со музика, огновет и полно капење во езерото, а се пушта и хартиени фенери со оган.